Ние сме тука сите заедно за не промена на името, за влез во Европска, за влез во НАТО, али без уцени и промени на имињата. Денеска сме првенствено, сакам на сите гледачи ваши и наши, и на сите македонци да го честитам празникот на државата, републиката, кој сме го добиле во 1991 и тогаш ми има референдум и не треба друг референдум, првенствено ќе кажам. Значи тука ќе испратиме, а уедно ќе ја пречекаме и господјата Меркел ако се појави тука да поздрави македонски народ и да ја кажеме дека она да си ја среди првен Германија, тоест источна Германија кај што има големи непријатности со така наречено азилантите, да си ги среди тамо, како што ги примила, како што направиле војни по тие држави, луѓето не се криви, како што направиле тамо да си ги приберат, тамо да си ги зачуваат, а не да дојдат и да не ги носат овде на Перо Наков 2 и 4 во Ранка Миладинова во домот. Со обзир дека овој прес се одржава пред шаторот на организацијата Природа, би сакал да кажам дека не сум член на овој дел од оваа организација. Би сакал да го искажам мојот личен став. Пред се, јас сум лично против и влагање во Европа и влагање во НАТО. Прво, не знам како е интересот на македонскиот народ да влезе во еден конгломерат од геноцидни нации, кој што е Европската Унија. Што се однесува до НАТО, исто сум против НАТО, затоа што не сакам македонски војници, македонски синови да гинат утре во Авганистан или во Ирак во името на богатење на амерички и енглески компании. Денеска има повеќе настани, меѓутоа ние како движење Македонска преродба денес ќе ја објавиме декларацијата до Обединетите нации, напишана од доктор Вера Лалчевска во соработка со нашето движење, која што ќе биде проследена до сите амбасади, до сите влади и председатели на држави во целиот свет, ќе биде до оваа власт, до парламентот, секако до председателот на државата, кој е единствениот бастион на легитимноста на Македонија. Понатаму, значи, тука ќе биде обзнанена таа декларација, ќе биде испратена во Обединетите нации и ќе биде продолжение на жалбата. Ќе настапиме со потпишување на таа декларација. Таа декларација ќе кружи низ цела Македонија, ќе се потпишува и како таква понатаму има 4 точки на основни кои што се барања на таа декларација, меѓу кои најглавното ќе биде барањето до Обединетите нации да се формира комисија која што ќе го испита и докаже геноцидот врз македонскиот народ, направен последниве 100 и повеќе години од нашите соседи, Грција, Бугарија, Албанија, посебно Грција, и на тој начин мислиме, сметаме и сме сигурни дека со разрешување на тоа прашање и со извинување и обештетување на македонскиот народ, само на таков начин ќе дојде до помирување помеѓу нас и нашите соседи. Тоа ќе биде, значи денеска ќе почне да се потпишува таа декларација. Бараме исто така неотповиклива оставка. Значи им даваме 48 часа да си дадат неотповиклива оставка, да не причинуваат понатамошна штета, значи на народот и на државата, и така последиците ќе бидат многу помали отколку да продолжи со тоа разнебитување, значи нелегитимната власт. И затоа од денеска, како што и најавивме, ќе започне точно на овој ден, 8 септември, денот на независноста, потпишувањето на декларација на македонскиот народ за неговите црвени линии и стратегија за зачувување на македонското име, идентитетот, јазикот, историјата и културата. Нешто што не е направено сите овие децении, а требаше да се донесе за да не ни се случуваат вакви настани. Мислам, ова е една завршница што беше започната и во 2001 година, кога се направија првите и тие едни драстични недозволени промени во Уставот.